Годишниот планер што ќе направи општината за родовата еднаквост годинава на Сдруженијето за унапредување на родовата еднаквост акција здруженска во соработка со Институтот за развој на заедницата од Тетово беше презентиран на денешната средба со представници од општините Тетово, Јегуновце, Брвеница, Боговиње, Желино и Теарце. Планерот има функција да им помогне на општинските власти да ги интензивираат напорите поврзани со планирањето, следењето, оценувањето и известувањето за активностите, преземени за остварување на целите на Законот за еднакви можности на мажите и жените. Целта на средбата е да представиме резултати од едно истражување за спроведувањето на новиот Закон за еднакви можности на мажите и жените и врз основа на тие наоди една информативно-едукативна алатка, односно планер за еднакви можности за мажите и жените, кој е наменет првенствено за единиците на локалната самоуправа за да можат да ги интензивираат активностите поврзани со спроведување на обврските кои произлегуваат од овој закон за нив. Ова алатка всушност треба да им помогне како информатор за тоа што се обврските од законот, како насочувач, значи за да тие знаат како сите тие обврски да ги операционализираат и еден вид подсетник, бидејќи алатката е изработена во вид на зиден планер и календар во кој се содржани сумирани сите обврски на законот, начинот на кој може да се операционализираат и има еден дел кој се однесува на тоа како кои специфични активности може да се превземат и да се следи динамиката на нивното спроведување. Ова алатка ја изработивме од причина што резултатите од мониторингот покажуваат дека Законот за еднакви можности на жените и мажите, кој е усвоен во февруари 2012, му се посветува многу малку внимание, односно она што значи имплементација на едно иницијално техничко ниво е исклучително ниско, а камоли нешто што подразбира активно унапредување на мерки за активно унапредување на родовата еднаквост или пак процеси на трансформирање на управувачките и планирачките процеси кои би требало да превенираат една нееднаквост, така што сметавме дека е добро да да помогнеме на некој начин да ги насочиме локалната администрација во спроведувањето на тие обврски. Во рамките на проектот ќе се спроведе кампања во текот на месец март која е насловена Жените прашуваат, со идеја наместо еден ден, 8 март, да се одбележува месец на правата на жените. Со цел да се поттикнат жените да размислуваат за остварувањето на своите права на безбедност, движење, здравје, работа и така натаму. Волонтери на Сдруженијето ќе дистрибуираат картички во Скопје, Велес, Куманово, Битола и во Тетово.